Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Драги следбеници на позитивното, убавото, Христовото. Драги слушатели на Елиезер, ви посакувам убаво утро, ден или вечер, во зависност од тоа кога го слушате ова издание. Во ова издание ви пренесува мотивација, инспирација, љубов и како што гласи, ќе ви говорам за Исусовиот подарок даден на небесниот татко. А кој би можел да биде тој подарок или што? Кратко, но значајно издание. Верувајте, ќе се исполните со љубов. Во времето, кога Господ Таткото, Господ Синот и Господ Свети Дух беа сами, Господ Таткото имаше мисла. Тогаш, кога ги создаваше серафимите, херувимите, архангелите, ангелите, го создаде и местото наречено небо, каде што Божиот трон ќе биде во средината, а рајот одоколу. Но Господ Бог е Бог на љубовта и тој создаде многу слуги, но одлучи да не создаде нас. Така што сите тројца, еден ден, Господ Таткото, Господ Синот и Господ Свети Дух, имаа состанок. И Таткото рече: ќе создадам битие наречено човек. Ќе го направам според нашиот лик и ќе му ја дадам истата власт што ја имам јас. И ќе може да се однесува како мене, да зборува како мене, да биде како мене. Нема да го направам слуга, но сепак ќе слугува. Ќе го направам син, ќерка. Ќе ги вклучам во семејството. Што значи Господ Таткото, Господ Синот и Господ Свет Дух. И ти што слушаш, како семејство, ќе им дадам слободна волја. Сакам да знам дали навистина ме сакаат, рече небесниот татко. Не можеш да знаеш дали некој навистина те сака се додека нема избор да те отфрли. Мора слободно да те сака. На состанокот таткото им откри на синот Исус и Светиот Дух дека луѓето ќе погрешат. А таткото не може да го толерира гревот и гревот не може да биде дел од таткото. Затоа се согласи и Светиот Дух. Ама ги сакам луѓето, бидејќи тие се подарок за моето срце, говори таткото. А Исус го презема состанокот и вели: Господи татко, прати ме мене. Јас ќе умрам за овие луѓе и ќе ти ги донесам. Бидејќи сакам да ти подарам нешто, а ова ќе биде совршен подарок. Така што Бог го даде својот единороден син, да секој што ќе поверува во него да има живот вечен. Кога се раѓаме наново, тогаш сме како бебиња и Исус не носи пред таткото и му вели: Што велиш, татко? Ти се допаѓа ли ова бебе? А таткото ќе одговори: Да, колку е убаво. Што значи? Ти си тој подарок. Исус те носи пред небесниот татко кој е воодушевен од твојата убавина. Затоа,
Од сега па натаму, никогаш повеќе немој да се наречеш себе си невреден или некој да ти го рече тоа. Туку вели, јас сум праведноста на Господ Бог. Јас сум подарокот што Исус го даде на небесниот татко. Небесниот татко не направи според неговата милост да бидеме благословени на секое поле, да ја населиме планетата Земја, да владееме, да доминираме. Тој го стави неговото име во нас преку Исус Христос. Ние сме посакуваното нешто на Господ Бог, бидејќи ние сме Исусов подарок. Следниот пат, кога ќе се погледнеш во гледало и не си се допаѓаш, почни да се гледаш преку очите на Исус Христос, бидејќи тој никогаш не му подарил на својот татко неубав подарок, бидејќи ти целосно си покриен со Божјата милост. И се што си сторил погрешно е измиено со крвта на Христос. Во Светото писмо во Исаија пишува: зашто ни се роди дете, син ни се даде, власта му е на рамото. Името ќе му биде чудесен, советник, силен Бог, вечен татко, кнез на мирот. А во Ефесјаните 5 глава пишува: следете го Божјиот пример, бидејќи вие сте негови омилени деца. Вашите постапки нека бидат водени од љубовта, токму онака како што Христос, воден од љубов, го принесе својот живот како жртва, што му е пријатна на Бог и има сладок мирис. И кој треба да владее? Ние, нам ни е даден авторитетот. Преку авторитетот на Христос можеме да имаме авторитет. Кога си подарок на Бога,
Тоа ти дава способност да се однесуваш како тој што се однесува. Ако не се однесуваме како него, тогаш се однесуваме како некој друг. Исус не дојде за ние да знаеме за небесниот татко. Исус дојде за ние да го познаваме небесниот татко. Ако го познавам оној во кого верувам, тогаш сум убедена дека јас сум подарок на небесниот татко, за небесниот татко. Кога ќе разбереш дека како подарок на Господ Бог, ти мора да бидеш и љубов во акција, радост во акција, мир во акција, ние мора да го следиме зборот како подарок, а не како погрешно насочено мислење за него од страна на луѓе кои не го познаваат, прифаќаат и не се послушни на зборот. Например, луѓето кои се против просперитетот не го познаваат зборот. А што би правеле кога ќе одат во рајот? Зарем ќе ја бараат сиромашната куќа кога таму не постои таква? Ова е само пример на погрешно мислење за Божиот збор. А всушност треба да веруваат во него и да бидат послушни на истиот. Или едноставно, треба да го прифатат, како на пример зборот за лекувањето. Преку неговите рани ние се излекувавме. А тие ќе речат, па ние сме болни и за нас не важи тоа. Да, не го одрекуваме фактот за болеста, но го одрекуваме фактот дека тоа влија и допира до нас. Во Јован 14 глава пишува: Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги правам јас, ќе ги прави и тој. Ќе прави и поголеми од овие, зашто јас одам при мојот татко. И што и да побарате во мое име, ќе направам, за да се прослави таткото во синот. Ако посакате нешто во мое име, јас ќе го направам. Овде пишува за нашата вера. Не станува збор за лажна надеж дека нешто добро ќе се случи, туку апсолутна реализација на нештото за кое се верува. Секој ден треба да биде славење на Исус за неговото присуство во нашиот живот. Радоста треба да е постојана во нашиот живот. А зошто? Затоа што сум подарок. Твојот светоглед секогаш треба да е насочен кон одржување на верата, да се почитува Божјата волја како твој приоритет. Не можеме да живееме, да функционираме без вера. Ако не се откажеш, ако не го тргнеш твоето обележје како подарок, ако не зборуваш не сум вреден Господе, не сум вредна, не сум достоен, а ако дозволиш, тогаш си го оставил ѓаволот да те соволи. Апостол Павле пишува: Ја водев добрата борба, ја завршив трката, ја задржав верата. Ѓаволот ја испомеша својата работа, проценувајќи погрешно. А ако ја знаеше целта на Исус, немаше да дозволи да се распне. Тој не ни помисли дека Исус ќе не направи подароци за небесниот татко. Исус никогаш не дава ефтини подароци. Штом веќе сме подароци што Исус му ги даде на својот татко, нашите врски со таткото ги имаат сите одговори и се што ни треба за да ги направиме сите нешта исправни. Значи, ги имаме сите одговори. Треба се да направиме исправно. Кога знаеш кој си, се однесуваш поинаку, поразлично. Сваќаш колку драгоцен и вреден си на небесниот татко. Тој покрај твоето име го стави и договорот, заклетвата што ја даде за тебе. Што ги прави нештата скапи? Кога се ретки, никогаш немојте на вашите деца да им велите дека не се доволно вредни, ама никогаш. Тие се подарок на небесниот татко. Секој од нас е. Зарем не е убаво кога се подарува? Сакаме да подаруваме, нели? Така, и јас и ти сме подарок за небесниот татко. Некои поминале тешки ситуации во животот и верата едва ја обстојува. Ако и речеш на планината, помести се и фрли се во морето без да се посомневаш, тогаш можеш да успееш. Не пишувај искачи ја планината. Кога се молиш, верувај дека ќе добиеш. Некога ќе го видиш, некога ќе го добиеш нештото, туку кога се молиш, верувај дека веќе си го добил. Запомни, ти си Исусов подарок даден на небесниот татко. Никогаш не заборавај, ама никогаш.
Почитуван слушателу, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос со Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таме каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е лут и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос, спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори: мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гребови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чиста, те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секој добро почитување. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадинова. Елиезер.